студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. По серијата апели за оставка, претседателката на антикорупцијска комисија денеска преку соопштение ги соопшти своите ставови, вели дека имала комуникација со семеен пријател, но дека содржината нема допирна точка со коруптивни действија ниту со случајот Адитив. Ни избор за оставка од претседателката на антикорупцијска. По цела недела МОЛК Татјана Димитровска во писмено соопштение потврди дека комуницирала со поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, за кого вели дека е семеен пријател. Но Димитровска тврди дека тој дури по комуникацијата добил притвор и статус на осомничен во случајот Адитив. Димитровска тврди, кредибилитетот и интегритетот на Државната комисија за спречување на корупција во никој случај не смее да биде оспорен. Од соопштението од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се согледува дека нашата комуникација траела до декември 2024 или пред да му е изречена мерка притвор. По оваа мерка кон него јас престанувам со комуникација. Содржината на комуникацијата се однесува на разговори без никаква поврзаност со случајот Адитив. Дел од споделените информации се однесуваат на јавни документи чија содржина пред нашата комуникација е објавена во јавност, а останатиот дел е вообичаена пријателска комуникација. За оваа моја комуникација изразувам жалење и укажувам дека е направена без никаква намера да влијаам на постапката или на било кој аспект на истрагата. Ова го тврдам одговорно, вели Димитровска. Уверува дека целосно ќе соработува со истражните органи, но и дека во целост ќе ги испочитува мерките на предпазливост кои ги додели судот. Во ДКСК во тек е постапка за проверка на имотната состојба на Стојановиќ. Електронскиот систем за распределба предметот го доделил на друг антикорупционер. Димитровска тврди дека немала никаква можност како да влијае ниту врз постапката, ниту врз исходот, бидејќи одлуките во антикорупцијска се носат со мнозинство. Ниту другите членови на ДКСК не се чувствуваат повикани да поднесат оставки. Заменичката на Димитровска, Билјана Каракашова Шулев, во интервју за Призма, вели дека ситуацијата е деликатна, а членовите вложувале максимални напори за да ја надминат внатре во институцијата. Прашана дали членовите размислувале да направат проверки на предметите што се сработени откако Димитровска е начело на институцијата, Каракашова Шулев вели дека нема потреба да се проверуваат одлуките што се донесени колективно на јавна седница. Во моментов цениме дека на оние одлуки што се донесени колективно од комисијата на јавна седница нема потреба да им правиме проверка затоа што и во моментов немаме подетални информации од оние што се објавени во јавноста. Конкретниот настан е во надлежност на правосудните органи и тие мора да го расчистат случајот, а ние во меѓувреме ќе работиме на внатрешни контроли и превентивни механизми, вели Каракашова Шулев. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ја сомничи Димитровска за оддавање службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, кој е осомничен во случајот Адитив. Предметот произлезе од новинарско истражување и се однесува на набавка на хемиски препарати против згура и троска за термоелектраните РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј. Во Адитив опфатени се вкупно 34 физички и 5 правни лица. Тие се сомничат дека набавките ги правеле по нереално високи цени со што направиле штета врз буџетот. Даниел Василев, Сител телевизија. Постои ли политичка волја кај пратениците да побарат одговорност од претседателката, какви се нивните ставови? Зоран Јаневски бараше одговори. Собранието е местото каде Татјана Димитровска беше избрана за претседателка на антикорупцијската комисија, но откако се најде под истрага за оддавање службена тајна, за сега во законодавниот дом никој не побарал нејзино разрешување, но најголемите парламентарни партии будно ја следат ситуацијата. Од владеачката партија велат нема да се толерира функционер кој е под истрага. Од опозицијата пак велат дека ќе чекаат првен да се изјасни јавното обвинителство за случајот Татјана Димитровска. Во меѓувреме собранискиот спикер веќе кажа дека не планира постапка за разрешување додека судски не се докаже дека Димитровска го сторила кривичното дело за кое што се наоѓа под истрага. Сите детали ги гледаме во прилогот. Ги следат случувањата, но за сега нема да превземаат конкретни чекори, откако првата антикорупционерка, која е осомничена за оддавање службена тајна, објави дека останува на функцијата. Двете најголеми парламентарни партии моментално не планираат да бараат нејзино разрешување.
Од владеачката партија велат ако било кој функционер е опфатен со кривична истрага, нема да биде толериран. Ќе почекаме да видиме како ќе се изјаснат и другите членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, но таквото однесување каде што некој актуелен функционер е под истрага за сторено кривично дело, нема да го толерираме. Опозицијската партија пак ќе го чека исходот од постапката која јавното обвинителство ја води против Димитровска. Од тоа ќе зависеле и нивните следни чекори. Најсоодветно е прво да видиме што ќе покаже истрагата. Ја почитуваме презумпцијата на невиност и внимателно ги следиме сите информации досега. Врз база на тоа ќе носиме понатамошни одлуки. Според Законот за спречување на корупција, председател или член на комисијата се разрешува ако тој е осуден на затвор повеќе од 6 месеци, неоправдано отсуствува од работа, ги прекрши правилата за спречување судирни интереси или ако е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност. Зона Димитриевска денеска не појасни, односно не кажа дека се повлекува од работата, но дали додека е под истрага смее да врши работни обврски во рамки на институцијата? Откако Димитровска се најде под истрага за оддавање службена тајна, нејзи беше одземен дипломатскиот и редовниот пасошно доби и забрана за преземање одредени работни активности. Како што информираа од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, откако Димитровска е под истрага, нејзи е забрането да има контакт со предмети, пошта и било каков документ поврзан со работењето на институцијата. Како што велат од јавното обвинителство, додека трае истрагата, Димитровска не смее да распределува ниту предмети, ниту пак да гласа на седниците на комисијата. Благодарам, Зоран Јаневски со деталите. Трае истрагата за причините за пожарот во домот на директорот на управата за извршување санкции. Тој се сомнева дека бил подметнат од лица кои се противат на борбата со криминалот. Ово е доказ дека таа борба е успешна и дека тие бандити ги има заболено. Ова не е чин на палење на куќата на Александар Пандов. Ова е чин на палење на куќата на директорот на управата за извршување санкции, кој што е функционер во актуелната влада на Република Македонија. Како таква пораката повторно ќе кажаме примена, меѓутоа одговорот ќе биде жесток према нив, тоа да ми биде јасно. И дека решеноста е само поголема сега и тоа да им биде јасно. Почна постапката за регистрација на ВЛЕН како партија. Во собранието ќе функционираат со 9 пратеници. Од блокот на Таравари велат дека ќе имаат своја пратеничка група, а идното учество во владата останува да го договараат Мицкоски и Таравари. Расколот во Вреди е официализиран. Меджити Касами и Ибрахими како и Ќоку стануваат една партија, без Таравари. Синоќа е направен првиот орган на новиот политички субјект, председателство. А во наредните денови се очекуваат и другите органи како изборните штабови за локалните избори. Нашите информации велат дека лидер на партијата Вреди ќе биде Касами. По состанокот на кој не присуствуваше Таравари, договорено и формирање на нова пратеничка група. Неофицијално нов координатор ќе биде лидерот на самоопределување Ќоку. Од сега натаму ВЛЕН најавува мораториум на јавни политички активности на политичките партии кои го сочинуваат ВЛЕН и од сега натаму се ќе биде под името и логото на ВЛЕН. Парламентарната група на ВЛЕН ќе продолжи со пратениците кои ќе ја поддржат истата група. За сега до собранискиот спикер Гаши нема барање за официализирање на новата група на Вреди. Доколку дојде до делба во пратеничката група, Алијанса ќе формира своја група. Велат и Таравари и досегашниот координатор Снопче. Сепак двајцата со различен став околу тоа дали влада без Алијанса е легитимна или не. Им посакувам многу успех. Многу се радувам што се споија трите партии, подобро една партија отколку три партии. Им посакувам успех на изборите. Ние како Алијанса ќе излеземе со наши сопствени листи и најверојатно и со наши кандидати за градоначалник. Ја не сум за предвремени избори и нашата партија има таков став. Не сме за предвремени избори, има стабилно мнозинство, без разлика дали сме ние во влада или не сме во влада. Јас сметам дека треба да има локални избори. Сите ние, многу ни е битно како политички партии да излеземе со што подобри резултати во локалните избори
И таа ни е целта, да победиме во што повеќе општини, кај што ќе можеме нормално. Кога ќе се сретнете со премиерот Мицкоски? Он е во Шпанија, штом се врати ќе се сретнеме. Ние сме преспремни за сите опции, се разбира. За нас не представува никаков проблем да бидеме во опозиција, се разбира. Меѓутоа се разбира, има една општа констатација дека ако Алијанса за албанците е надвор од владата, тогаш неминовно доаѓа во прашање новите парламентарни избори. Владата без обзир дека ќе има бројки без Алијанса за албанците, меѓутоа таа влада ќе биде нестабилна влада со само 9 албански пратеници. Од владеачкото мнозинство се уште не се загрижени за ваквите прегрупирања. Велат дека владината коалиција е стабилна, дури ако остане без таравари. Ние неколку пати сме кажале дека мнозинството неофицијално брои 2/3, односно над 80 пратеници. Јас ве уверувам дека и покрај таа ситуација, доколку стане актуелна и се случи, владата ќе функционира сосема нормално и подобро од претходно. Ние сме подготвени во секој момент на предвремени избори, но таквите нема да ги има заедно со локалните. Прибирањата во вреди почнаа пред 1 месец, кога таравари побара од сегашните коалицијски партнери или да добие 6 градоначалнички кандидати и поголем колач од советничките места за локалните избори, или се закани дека ќе настапува самостојно, дури во соработка со ДУИ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Нема независно судство без независно финансирање. Судиите денеска дебатираа за подобрување на состојбите и алармираат дека се оставени со помалку ресурси, со повеќе работа. Председателот на Судскиот совет алармираше дека оставките од членовите на кои им беше изгласана интерпелацијата не се реформа и дека треба да се промени законот. Оставките не се реформа, а видите, Судскиот совет е скоро целосно променет. Од ова впечаток што се влече од минатиот состав на Судскиот совет. Сега, како што знаете, скоро половина од Судскиот совет е променет. А доколку сакаме на вистина нека реформа да направиме, реформата се прави на друг начин, со промена на законот, со намалување на мандат, со депрофесионализација на Судски совет, на обвинителски совет, а само персонални промени тоа нема ништо. Која ви е гаранцијата дека новите членови кои што ќе дојдат дека ќе бидат подобри? Но токму несреќата во Кочани, како и сите судски постапки кои се поврзани со предистражните и истражните действија поврзани со самиот настан, но и сите идни судски постапки кои најверојатно ќе следат во иднина, може да бидат поттик за навремено да реагираме во делот на организацијата на судовите, недостигот на судии, а во последно време и недостигот на стручна и судска служба. Потребна е институционална кохабитација на трите власти, заставена на универзалните принципи на владењето на правото и демократските вредности. За жал, по многу спроведени реформи, денес како да сме на самиот почеток. Иста дебата, исти залагање, нова надеж и стари проблеми. Уставниот суд на денешната седница со мнозинство гласови ја укина одлуката на владата за давање одобрение за основање на приватното средно училиште Медресе Исабеј во Скопско Кондово. Одлуката што ја укина Уставниот суд е донесена 26 март 2024 година од тогашниот техничка влада што ја предводеше Талат Џафери. Судот оценил дека одлуката е незаконска и неуставна, бидејќи владата дала согласност, односно дозволила исламската верска заедница да биде основач на средно училиште гимназија. Ова е во спротивност од членот 7 од Законот за средно образование, кој забранува верско организирање и дејствување и истакнување на верски символи во средните училишта. Исто така содржината на одлуката не е во согласност со амандманот 7 од Уставот, според кој верските заедници можат да основаат само верски училишта во кои се предава веронаука, односно се проповеда и изучува конкретна религија, стои во соопштението од Уставен. Исламската верска заедница реагира на одлуката на Уставниот суд, оценувајќи дека таа е продолжение на политиките на непочитување на Уставот и континуитет на механизмот на дискриминација на учениците на медресата. Иваза смета дека одлуката на владата е подкрепена и со одлука на Министерството за образование во транспарентна постапка, поминувајќи ги сите филтри утврдени со закон. Исламската верска заедница и управата на медресата ги уверуваат учениците на медресата да бидат смирени, бидејќи Иваза во координација и соработка со владата, другите релевантни институции, политичкиот фактор и меѓународниот фактор презела и ќе презема конкретни чекори за да го обезбеди акредитирањето на медресата.
Во овој контекст ја известуваме јавноста дека пред Уставниот суд покренавме постапка за оценување на уставноста на членот 7 од Законот за средно образование, во кој не се дозволува веронаука во средните училишта, со образложение дека истиот е во спротивност со амандманот 7 и член 22 од Уставот, во кој на секој граѓанин му се гарантира слободата и можноста за верско образование во верските училишта организирани од ИВАЗ или МПЦ, стои во реакцијата на ИВАЗ. Утрешниот празник, денот на трудот, но и близината со викендот создадува колони возила за излез од државата на градишниот премин Богородица. Камерите на јавното предпријатие за државни патишта вечерва покажуваат дека огромен број возила распоредени во 4 колони чекаат излез влез во Грција. Од Автомотосојузот информираат дека на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. Зголемениот проток на возила на граничните премини со Грција е вообичаен во пресрет на утрешниот празник, кој најверојатно голем дел од граѓаните го спајуваат со престојниот викенд. Тука е крајот на овие вести, следите се во 23. Имајте пријатна вечер.